Апсолутно никогаш ниту сум дозволил себе си, ниту ќе дозволам на мојот политички субјект, каде што сум председател, да се злоупотребуваат деца во политички цели, одговори денеска градоначалникот Максим Димитриевски на новинарско прашање поврзано со обвинувањата од опозицијата за песната испејана на хуманитарниот велигденски концерт во основното училиште Кочо Рацин. Доколку има прекршување на законот и некој го потврди тоа, јас ќе постапам како градоначалник и ќе побарам одговорност, потенцираше Димитриевски. Да се дискутира за музика е неблагодарно. За неја дискутираат авторите, интерпретаторите и тие што ја слушаат таа музика. Можам да кажам дека се обидуваат од опозицијата да ловат ситни политички поени. Првично, тој настан беше во организација на Советот на родителите. Сите ангажирани уметници таму беа исто така ангажирани од страна на Советот на родителите. Во тој момент кога се изведувала песната, не сум бил присутен на местото, бев во објектот внатре, не го проследив тоа, но како и да е, сами нека направат заклучок. Реакцијата и на родителите и на самите ученици, апсолутно никогаш нити сум дозволил на себе си, нити ќе дозволам на мојот политички субјект, кај што сум председател, да се злоупотребуваат деца во политички цели, но мислам дека во овој момент токму злоупотребата доаѓа од страна на опозицијата со вакви лажни обвинувања. Вие не можете никого да натерате да пее одредена песна, ако не сака да го прави тоа. А зошто е интерпретирана, тоа треба да се прашаат организаторите или во овој случај председателот на Советот на родители и членовите на Советот на родители во училиште. Јас оваа песна ја немам порачено, таа е резултат на ентузијазмот и креативноста на одредена група на луѓе кои што ја имаат создадено. Истата е достапна на YouTube, на многу канали, се интерпретира, гледам и по свадби и на многу други места, каде што присуствуваат и млади луѓе, и возрастни луѓе, така да не би сакал да бидам субјективен и нема да се впуштам во дополнителни коментари. Доколку сметаат дека законот е прекршен, нека поведат постапки, а еве ги повикуваме институциите јавно да се произнесат за случај. Доколку има прекршување на законот и некој го потврди тоа, јас ќе постапам како градоначалник и ќе побарам одговорност. Но, видите, се пеат многу различни песни, на многу различни настани во организација на училишта, на општината и така натаму. Многу пати во содржината на истите не се навлегува, но колку што го знам преводот на оваа песна, истата има само позитивни, не и негативни елементи. Дали има политика? Во многу песни се споменуваат политичари, јавни личности од светско, локално и друго ниво, така да еве оставам на јавноста да процени.